Надевам не. Ама да бидеме спремни, сакам да се размислува да во ваков тип на програма, оние што изгубиле работа заради воведување на нови технологии, да бидат подеднакво, како сега, третирани, с обзир на тоа дека мислам дека тоа може да се случи. Ние друго правиме. Ние формираме и ковид центри, кои што значат апскилинг и рискилинг на работа сила. Тоа треба да значи зголемување на вештините на. Тоа би да се Према западно, како да се Слично на колегите, видите 10.000 може по фирмата, не знам тоа како има потреба од промена и правиме промените, така? Ако согласно со Стопанска комора. максимален износ. Ние еден закон граѓани кои што имаат право да се пријават, да го направат тоа и да аплицира за вработување на нови луѓе, активни баратели на работа во Агенцијата за вработување, а ние од друга страна преку оперативниот план да ги субвенционираме тие вработувања кои ќе ги реализираат во наредниот период. Активна мерка или 1385 активни баратели на работа. Кажав кои компании можат да аплицираат и вкупната вредност на ова подмерка од самата мерка, помош на правните субјекти за вработување на лица изнесува цели 5,4 милиони евра помош. Што изнесува цели 250.000 денари по лице во текот на годината за лица корисници на гарантирана минимална помош, роми, за лица со попреченост, жени, долгорочно невработени лица и за жени ромки со завршено средно или високо образование. Висината на грантот изнесува цели 220.000 денари. Тоа се, значи, оние ранливи категории групи, посебни групи кои се опфатени во самиот оперативен план, а се активни баратели на работа и за вработени лица над 29 години, висината на грантот за вработување на лице изнесува цели 160.000 денари помош. Работно време и да го задржи во работен однос најмалку 15 месеци доколку вработено лице до 29 години. Лицата од овие ранливи категории кои ги спомнавме треба да издржи најмалку 12 месеци, а лица кои ги вработиле имат над 29 години треба да ги задржат најмалку 9 месеци во текот на годината. Оперативниот план, но последните години самиот оперативен план се креира со поддршка и со барање на податоци од страна на Стопанската комора за одредени за побарувани занимања од страна на компаниите за да бидат внесени дополнително во оперативниот план. И оваа мерка можам да кажам дека е на иницијатива на Стопанската комора затоа што секогаш мерките на оперативниот план беа насочени кон поддршка на невработените лица, но оваа мерка директно има ефект врз компаниите затоа што преку тие невработени лица и преку оваа мерка ќе можат да ги надополнат отворените работни места, а од друга страна и да вработаат поголем број на невработени лица, со тоа што придонесуваат и за намалување на невработеноста во нашата земја. Да имат услови предприемачите и правните субјекти да можат значи да ги вработуваат, а со овој оперативен план што го предлага Министерот на економија, на Стопанството, значи ние како оперативен план, како Стопанска комора, значи секогаш даваме поддршки и на овој оперативен план даваме поддршка, значи апсолутно. Јас мислам дека има голем интерес за оваа оперативна мерка. Градацијата е во ред 29 години нели од помладите вработени кои што ќе абсорбираат соодветните финансии, чинам дека што беше 250.000 денари по вработен. Исто така и самиот начин на кој што се тоа ќе се изведе. Мислам дека ќе биде нели анализа на компаниите кои што ќе може да ги дали ќе имаат капацитет да ги абсорбираат тие компании, дали ќе имаат капацитет понатака да ги задржат во нивното функционирање.